Навистина ми е прекуглава. Кој тоа побого е против протести? Кој тоа го замолчува народот? Ја не знам каде сите што предупредуваме за злоупотребата на граѓанската тага за кочени, веднаш ни се препишува припадност на некоја партија. Па и јас како и сите вие сакам одговорност и правда. И да, деца живини изгореа поради корупција. Тоа ужасно боли. Но тоа што е жално, тоа од што ми се креваат цревата во утробата, е што во овој крик, во овие солзи, во овие детски пеплосани тела, некои нелуѓе гледаат шанси да си ги вратат позициите и привилегиите што ги имаат до пред 9 месеци. Јаваат на тагата и гневот. Зарем искрено некој верува дека не постои злоупотреба на граѓанските собери или протести, како сакате наречете ги? Истите луѓе кои 7 години збор не кажаа, со прст не мрда, сега одеднаш, кога СДСМ и Сорос не се на власт, се освестија дека имаме корупција. Каде беа досега? Или досега немаше корупција? Зарем солзите на семејствата од модуларната, ласкарци или Бесатранс помалку вредат? Тие луѓе не изгореа од истата корупција и криминал. Каде е правдата за нив? Колку од овие шарениве или левиве тогаш излегоа на протести? Никој. Еве само некој ден пред Кочани се објави аферата за набавка на мазутот. Стоките ни ги труеле децата. Како бе тогаш никој од овие исти великови немаа порив да го кренат гласот? Лицемерието е страшно, гадно и трагично колку и самите несреќи. Е токму затоа ни се случува ова. Разочарувањето од шареното, нема правда, нема мир, е една од најголемите причини што состојбата во последните години ги помина сите граници. А директна последица тоа е токму Кочани. Никој од нас нема ништо против протести, но како дел од истиот спин и манипулација дека некој сака да го замолчи граѓанинот, така сега не обвинуваат дека сме против народот. Не, народот може и треба громогласно да каже што мисли. Ама народот, со големи букви. Критиките не се однесуваат на тој напатен народ, туку на лицемерието на тие што сега во оваа трагедија видоа шанса да се воскреснат во некоја нова шарена, црвена или не знам каква револуција. Истите ликови, се шуто или рогато, што би рекол нивниот Заев, молчат кога СДСМ владее, а рикаат бесно кога било кој друг е на власт. Народот ги прочита. И затоа нивниот сегашен обид е ефтина лакрдија. Затоа велам, првата шарена беше трагедија, а оваа изгледа ќе биде комедија.